Почитувани гледачи, добро вечер. Во следниве 90 минути ќе имате можност да го проследите дебито на екипата на фудбалскиот клуб Силекс во Лигата на шампионите. Ова е прв надпревар која една наша екипа го игра во ова реномирано европско клубско фудбалско надпреварување. Противник на нашиот шампион Силекс е израелскиот првак Бейтар од Јерусалим. Противник кој се чини е малку анонимен за нас, а на самиот почеток од надпреварот и да ги погледнеме составите на двете екипи и најпрвен изборот на тренерот на домашната екипа Зоран Смилевски. На голот е Кире Трајчев. Дресот со број 2 ќе го носи Маријан Николов, број 3 Владко Колев. Во дресот со број 4 ќе настапи Игор Ѓузелов, а потоа со број 5 е Драган Веселиновски. 6 Љубодрак Милошевиќ, во дресот со број 7 Владко Гошев, 8 Раде Карамфиловски, 9 Мирослав Џокиќ, со број 10 Срđан Захариевски и дресот со број 11 ќе го носи Владко Стојчевски за смилувањето на Силексот пред почетокот на оваа сезона. Тренер на екипата, реков, е Зоран Смилевски. А сега и да го видиме изборот на тренерот на гостинската екипа Орор Каштан. Дресот со број 1 ќе го носи Корен Фајн, потоа со број 3 Перец, 6 Кахила, 4 Талашников, со број 5 тоа е украинскиот репрезентативец Третјак. Дресот со број 19 ќе го носи вториот интернационалец во тимот на Бейтар, Иштван Пишонт од Унгарија, 15 Азулај, 7 Мизрахи, 17 вториот унгарец во оваа екипа Иштван Хамар, во нападот со број 9 Салој и дресот со број 11 ќе го носи првата звезда на оваа екипа Ели Охана. Реков и на самиот почеток дека тренер на оваа екипа е Орор Каштан. Овој надпревар ќе го води судијска тројка од Белгија на чело со Ерик Ромен, нему ќе му помагаат Ален Жерар и Анри Кумс. На самиот почеток од надпреварот, кој што туку е означен од судијата Анри, односно Ерик Ромен, да напоменам дека на реновираната, односно доизградената трибина на стадионот во Силекс во Кратово, на кој што се ставени столчиња со наслон, присуствуваат некаде околу 2.500 гледачи, а можеби и повеќе, околу 3. Напомена само дека за неполни 4 дена на градскиот стадион во Кратово беа поставени столчињата и беше покриена трибината. Пред почетокот на овој надпревар, вчерашниот тренинг, тренерите на двете екипи, нормално Зоран Смилевски најавуваше игра на победа, само да го видиме овој напад на Џокиќ. Џокиќ оди напред, влегува 16-етникот и да видиме судијата Ерик Ромен покажува сосема оправдано на белата точка. Џокиќ во еден слалом, гледате и радост на клупата на Силекс. Зоран Смилевски покажува дека пеналот треба да го изведе Владко Гошев. Сосема оправдано, уште еднаш многу јасно покажува Смилевски кој треба да го изведе пеналот, но предупредување од четвртиот судија, би се рекло безпотребно во овие моменти до клупата на Силекс. Малку чудено се однесуваше овој четврти судија во текот на целиот надпревар. Значи ударот од белата точка треба да го изведе Владко Гошев, да повторам уште еднаш. Апсолутно исправна одлука на судијата Ерик Ромен. Очи во очи Гошев и Ромен. Гошев е брани голманот на Бейтар. Ова голема шанса за фудбалерите на Силекс останува неискористена. Радост во редовите на Бейтар. Примаше честитки голманот Ицак Коренфан, кој се чини на воопшто не му беше тешко да го одбрани овој лош удар на Владко Гошев од белата точка. Сега убава топка тамо кон Гошев. И натаму Гошев, Стојчевски уште еднаш преку голот на Корен Фајн. Инаку кога сум кај Ели Охана, да напоменам само дека еден поглед на трибините на градскиот стадион во Кратово. Салој. И сега во овие
неколку минути успеваат израелските фудбалери да воспостават каква таква теренска равнотежа. Еве сега влез на Елио Хан, еден мал слалом низ одбраната на Силекс и одлична интервенција на Кире Трајчев. Намерата на Бејтар е да се зачува својот гол, а нормално ако има шанса и да се загрози голот на Кире Трајчев. Еве сега можност за Бејтар и нема гол. Нема гол, ова беше можност за Сало. Овде се чини има и многу повеќе од 9 метри сега. Не знам. И од овој агол од далеку се гледа дека овде има повеќе од 9 метри. Меѓутоа тоа се сваќањата за мерките за должина на судијата Ерика Ромен. Силен удар, прецизен под самата пречка. Уште една одлична интервенција на Кире Трајчев. Тоа ќе биде втор удар од аголот за Бејтар. Или пак тамо сепак тоа беше Мизрахи. Одлична интервенција на Трајчев. Тоа ќе биде пети корнер за екипата на Бејтар. Ова беше голема можност за Џокич. Многу сериозно да го загрози голот на Ицак Коренфајн. Сега напред оди тамо Колев, малку играње, малку ракоме, тамо играње со рака од еден одбранбен фудбалер на Бејтар. Тоа е тамо со број 6, не, со број 15, сепак тоа е Азулај. Се фати за момент за джепот судијата Ерик Ромен, меѓутоа на крајот не покаже на белата точка. Ова е втор пенал за екипата на Силекс. Се уште тамо Иштван Пишант не може да се помири со ова одлука. Уште еден сосема оправдано покажан пенал, досуден пенал за екипата на Силекс. Првиот обид неуспешен беше Владко Гошев. Гледате, дури некои не ни погледнуваат кон голот. Раде Карамфиловски удари 1-0. 1-0, 10 минути игра во второто полувреме. И Силекс конечно доаѓа во водство од 1-0, стрелец на овој гол Карамфиловски. Голема радост на теренот, нормално и на трибините на стадионот во Пратово. Делуваат и тие задоволно од овој резултат. Сигурно резултат значајно ова предност од 1-0 за фудбалерите на Силекс, но сигурно тие нема да се задоволат со ова минимално водство. И сега да видиме што се случува тамо во 16-никот на Силекс. И црвен картон. Црвен картон да видиме за Маријан Николов. Црвен картон за Маријан Николов. Се случи тамо една мешаница во 16-никот на Силекс. Остана еден фудбалер на Бејтар да се жали на повредата. Маријан Николов се фаќа за глава. Доколку вака заврши надпреварот, а израелскиот шампион сака да се пласира во второто коло, ќе мора да постигне 2 гола. Но сигурно ќе биде многу потешко ако нашиот шампион, потешко за Бејтар, доколку нашиот шампион успее во Ерусалим да постигне гол, и може да се каже дека со гол во Ерусалим е многу поблиску и готово сигурно ќе се пласира во натамошните борби. Еве еден добар пробив на Срđan Захариевски. Удар по средината на голот, но и право во рацете на Коренфајн. Сега да видиме тамо, не успеа Џокич да дојде до оваа топка. Хамар. Салој. Удар на Салој во пречката на голот на Силекс. Многу среќа сега за нашиот шампион. Ке го изведе искусниот Драган Веселиновски. Веќе измина 90 минути. Останува уште да се одиграат оние дополнителни минути. Според судијата Ерик Ромен. И во овој момент
Белгијанецот Ромен означува крај на надпреварот во Кратово. Силекс сосема заслужено со 1-0 го совлада израелскиот првак Бейтар. Стрелец на единствениот гол Раде Карамфиловски во 55-та минута. Минимална победа, но се чини многу значајна пред реваншот за 7 дена во Ерусалим. Резултат кој можеби не гарантира мирен реванш, но сигурно е голема предност оглед на тоа дека противникот треба да постигне дури 2 гола, меѓутоа сепак Силекс е екипа која може да го изненади противникот и на негов терен.